Здраво и добро дојдовте во уште еден видео, каде што ова видео ќе говориме за регулација на ензимската активност со помош на ковалентна модификација. И овој вид на регулација се однесува на ензими кои ги наоѓаме или во активна или во неактивна состојба. Значи или функционираат или воопшто не функционираат. Додека во претходното видео кога зборевме за алостерична регулација, нели имавме молекули кои се врзуваа со алостеричниот центар, но немавме тотална инхибиција на ензимот. Имавме само зголемување или намалување на КМ. Односно, или беше оттежнато врзувањето на супстратот со активниот центар, или беше олеснето. Додека кај ковалентна модификација или имаме целосна неактивност на ензимот, или пак се активира. Вред. И ковалентна модификација, како што ни кажува самото име, е ковалентна, со помош на ковалентна врска, се врзува нешто или се откинува нешто, и таа може да биде реверзибилна или иреверзибилна. Најчесто кога се додава нешто, тоа е реверзибилно, бидејќи потоа може да се отстрани, а ако имаме отстранување, прекинување на некоја ковалентна врска, во тој случај најчесто е иреверзибилно. Бидејќи имаме конверзија од една состојба во друга, например од неактивна во активна или од активна во неактивна, овој вид на ензими исто така и се нарекуваат интерконвертибилни ензими. Значи во претходното видео имавме алостерични ензими, сега имаме интерконвертибилни ензими. Во ред, овде лево имаме една табела која ни ги представува различните видови на ковалентна модификација. Ние главно ќе се задржиме на фосфорилација и аденилација, но постојат и други видови, значи, на ковалентни модификации. Имаме ацетилација, прв ја го сретнувам миростолнation, добро, убиквитинација знам, АДП, окей, и на крај имаме метилација. Метилацијата, например, е многу битна на ниво на ДНА, на ниво на хистони, односно со метилација на некој си начин се контролира и генска експресија. Но тоа не ни е сега од интерес. Сега првично ќе ја разгледаме фосфорилацијата. Фосфорилација може би е најчестиот механизам кој го сретнуваме во живите клетки за активација или деактивација на одредени ензими. И како што ни кажува самото име, ова е процес при кој додаваме фосфори на ензимот, така нели ензимот е протеин и на одредени аминокиселини се додаваат фосфори. Например, тука ако нацртаме еден ензим, тој има некоја тридимензионална структура, изграден од полипептидни ланци и така натаму. Фосфорилацијата обично се врши на тирозин, серин, треонин и хистидин. Обично на тие аминокиселини или пак се нарекуваат резидуи. Во ред да речеме дека овде имаме едно од тие аминокиселини и на нејзе сега ќе се стави фосфор. Вре тоа со жолта боја. И фосфорот се става од страна на друг ензим. Значи имаме ензими кои додаваат фосфори на други молекули и се нарекуваат кинази. Значи ова поубаво би го представил на следниот начин. Имаме додавање на фосфор со користење на АТП. Може да се користи и друга молекула, например ГТП, ТТП и така натаму. И се добива АДП. Или пак може и АДП да се користи па да се добие АМП. Вред, но најчесто е АТП и се добива АДП. И ова, како што реков, се одвива со помош на друг ензим. Кога имаме додавање на фосфори, тие ензими се кинази. И сега кога ќе се додаде фосфор на една од тие аминокиселини, всушност фосфорот влијае на 3D структурата на ензимот. Вред, така што сега имаме промена во 3D структурата на ензимот. И најчесто додавањето на фосфор ги активира ензимите. Во ред, значи фосфорилиран ензим е најчесто активен ензим. Иако постојат исклучоци. Затоа ќе забележам дека овдека ензимов на кој е прикачен фосфор дека е активна форма. Вред, но постојат, како што спомнав, некои ензими каде што фосфорилирањето ги деактивира. Вред, сега нормално овие ензими кои сега сме ги активирале не сакаме секогаш да бидат активни, затоа постојат друг вид на ензими кои го отстрануваат фосфорот и тие се нарекуваат фосфатази. Вред, значи имаме ензими кои го отстрануваат фосфорот и не враќаат од кај што почнавме и тие се нарекуваат фосфатази. Повторно напоменувам, некои ензими
Со отстранување на фосфор се активираат, а со додавање се деактивираат. Значи може да биде и обратно. Не мора да биде вака. Ова е најчесто нефосфорилираната е неактивна, а фосфорилираната е активна, но постојат и исклучоци. Во ред, тоа запамтете го. Исто запамтете, кинази се ензими кои додаваат фосфори, фосфатази се ензими кои отстрануваат фосфори. И некогаш дури интересно е да и овие кинази кои додаваат фосфори со цел да го прават тоа, и они треба да бидат активирани од некоја претходна киназа. Во ред, значи многу интересни механизми имаме. Еден од најпознатите кои се спомнува во книги е за гликоген фосфорилаза. Значи имаме оваа гликогенска фосфорилаза која всушност конвертира глукоза плюс фосфор до глукоза 1 фосфат. Во ред, значи имаме глукоза плюс фосфор до глукоза 1 фосфат. Сега гледате дека оваа гликоген фосфорилаза не користи АТП, него користи слободен фосфор кој го наоѓа. Но и самата гликоген фосфорилаза треба да биде активирана. Мислам, не треба да биде активирана, него има две форми каде што едната е поактивна од другата. Значи имаме форма А, имаме форма Б. Ред, значи имаме фосфорилаза Б и фосфорилаза А. И за се добие фосфорилаза А, фосфорилаза Б треба да биде фосфорилирана од страна на фосфорилил киназа. Значи зима две АТП молекули, се добива две АДП и сега се добива фосфорилаза А, која е поактивната форма. Во ред. И истото може да биде да се отстрани тој фосфор со помош на фосфорилаза фосфатаза. И овој ензим всушност го наоѓаме во мускулите, каде што служи главно за добивање на АТП од глукоза, а доека во црниот дроб може да се добие и слободна глукоза. И многу е битен соодносот на тоа колку имаме А и колку имаме Б во различни ткива, мислам во однос на мускули и хепар. Нема да влегуваме во тоа, него ова е интересен пример колку да се спомне дека фосфорилацијава е стварно многу битна. И сега нешто за другиве, имаме аденилација, каде што имаме додавање на аденилна група која доаѓа од АТП, АМП или АДП. Во ред, значи имаме тоа, имаме ацетилација и другите кои ги спомнавме, само ќе поминам, некој може да ги разгледа. Убиквитинација, тоа е многу интересно, тоа е за деградирање на протеини, така се ставаат убиквитини, па се иде ово протеозоми и се деградираат некои протеини и така натаму. Метилација, која што спомнав, битна е за генска експресија, односно е дел од епигенетика. Сега, кога имаме фосфорилација и дефосфорилација, гледаме дека ова не е како хемиска равенка која се наоѓаат двете форми во рамнотежа. Значи не е ова А иде до Б, така и Б е во рамнотежа всушност со А. Значи не е ова случајот, него се оди во едниот правец или во другиот, зависно од други сигнали кои се добиваат од страна на организмот, а тие пак зависно од надворешната средина. Така, значи под дејство на различни хормони се стимулираат клетките, па се активираат едни протеини, тие активираат други протеини и така натаму и така натаму. Има цела каскада и стигнуваме да некој ензим се фосфорилира, некој се дефосфорилира и така натаму и така натаму. И овие ковалентни модификации кои досега ги разгледавме се всушност реверзибилни, бидејќи или имавме додавање на фосфор или некоја друга молекула, па потоа имавме нејзино отстранување, и тоа значи дека тоа е повратно, така реверзибилно. Додека иреверзибилни ковалентни модификации се тие каде што имаме трајна промена. Така само име ни кажува, и ова го имаме кај зимогените ензими, односно проензимите. Значи, ирверзибилна е кај зимогени ензими, односно зимогени ензими или проензими се прекурсорната форма на активната форма на ензимот. Примери чести се протромбин во тромбин, фибриноген во фибрин, трипсиноген во трипсин и има многу други примери. Главно имаме активација на акви зимогени ензими кои што се учествуваат во дигестијата, значи се наоѓаат во дигестивниот тракт или пак протеини, односно ензими кои се битни во процесот на коагулација. Значи најчесто се дигестивни ензими и ензими за коагулација кои вака се трансформираат. И што всушност се случува? Значи го имаш ензимот, ќе го нацртаме вака,
каде што има некое делче кој е над активниот центар. Вака ќе направиме, да речеме ова овдека е активниот центар, и имаме отстранување на тој дел. Така, значи овој овдека дел ќе се отстрани. Во ред, и тоа е трајно. Чим ќе го отстраниш, не можеш после да го вратиш. И со самото отстранување на тој дел, сега го нема како капакот згоре, и сега активниот центар е слободен. Во ред, значи буквално тоа се случува. Ензимот подлежи на протеолитичка активност од некој друг ензим и се отстранува дел, така, значи се отстранува и сега е ензимот активен. Претходно беше неактивен, сега е активен, али нема враќање назад и затоа ова е иреверзибилна ковалентна модификација. Има всушност и некои протеини кои не се ензими, така што, например, инсулинот правично се создава како еден ланец кој треба да се скрати, па двете единици да се поврзат главно некако по нормален нагол со дисулфидни мостови, така што да се добие активна форма на инсулин. Не мора секогаш да биде, значи, за ензими ова иреверзибилна ковалентна модификација. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.